Може да почнеме. Колку сме толку. За жал не сме бака прасе да се коцкаме па да има повеќе на лайф. Се трудиш, пушташ едукација, пушташ маркет анализи да ги доведеш до некој ред, да науча нешто. Ама то не е интересно. Поинтересно е казиното да пуштиме и по 200 души да не гледа. Жално е нешто што се случува. Само немој после да види државава не ни чини, градов не ни чини, не знам, ние не чиниме ко народ, ко нација. Оти некој ако се труди, поштовајте го нешто. Пошто аз маркет анализата знам да ја направам, знам да си трейдам, знам да отворам позиции, знам да затворам, знам да правам пари, вие не знаете. Значи ова за вас го правам, не го правам за мене. Така да бидете повеќе активни ако сакате да имате фидбек во животот, базиран на трейдинг. Ако сакате нешто друго, бака прасе стил, поздрав. Се вратиме на маркетот за следнава недела. Започнуваме со фундата јапонскиот јен. Се извинувам. Минатата недела го чакавме за сел исто, но одлучи цената, одлучи викли прайс да оди подлабоко во ретест, односно во премиум зона каде што имам дейли зона тука. Значи се поклопуваат дейли зона 2, премиум зона, се поклопува ритест на зона на интерес, ритест на психолошки левел 133.300, односно 139.000, 193.000. Daily Preview Structure Point имаме ретест. Се што ни треба, значи ако сме навикли бериш, сега го очекуваме следниот импулс што е за сел, односно да фатиме позиција на последниот lower high, пред почетокот на импулсот за сел. Ова е одличен показател дека сака цената да оди надолу и најбај момент за влегување во зона е кога си на почетокот на lower high. Овде имаме харами патерн на дейли, значи како што кажав, премиум зона, дейли зона, харами патерн, викли бериш, дейли бериш. Се што треба е 4 сати онај мувментот што имаме зборувано. Значи 4 сати е првиот фейк мувмент, buy set ликвидите да се собери и да продолжиме сел. Се тука има fair value gap, можно е на 1 сат кога одиме, можно е во овој fair value gap да имаме реакција да продолжи цената за сел. Ако во случај ми дај реакција за во fair value gap ми дај брейк на структура на помал таймфрейм, влегувам за сел. Се гледа чарто? Да, се гледа. Окей, да, се гледа. Да, да. Океј, пошто Салми пишел дека не се гледа. Салми, јел видиш? Не, братко, не видим само она хитаган логотип од Македонија Трейдинг Лаб. Ајде. Пробај уби однова да не е. Окей. Не, пушти ќе сат опет. Ај сад, брате, јел видиш сад? Момент. Тренутно, јел видиш? Добро, одлично. Одлично. Значи, GBP Yen идемо, како што сам рекол да сме у премиум зона. Послушаш опет. Значи, идемо сел, она што сме гледали прошлу неделю. Враќам се да причам на македонски. Еудикет имавме сел минатата недела. Значи, на одлична реакција во fair value gap во премиум зона на 4 сати. Овде имавме buy side liquidity собране сега крај на недела, односно на месец. Цената одлучи да остани во акумулација овде. Значи имаме повторно buy side liquidity собран. Повторно верувам дека може да продолжи цената за сел, оти сме во зона на интерес, во премиум. Истава приказна што имавме на GBP JPY и IOD JPY. Значи во зона на интерес, EMA ретест, премиум, buy set liquidity собран, се што чекаме 4 сати да ни дај некој знак за сел. Ако ни дај. На Монтли кога одиме, значи Монтли имаме харами патерн за може малце да се подспушти новиот Монтли кендел да се подспушти. То подспуштање, односно тој вик што ќе го креира на викли, односно на Монтли, фактички е нашиот трейд. Се спушта и ако сака да оди тоа булиш нагоре, треба да направи вик. Тој вик може да го фатиме со овој мувмент, ако не дај нормално, ако не, да сме здрави живи. Значи, што чекам? Buy set liquidity веќе собран, fake movement, нов buy set liquidity да се продолжи цената за надолу. Пошто ова е акумулација овде, face,
да собери, да наполни, да речем, гориво, buy side liquidity, да почне sell модел. Sell модел би било до овде негде. И она face акумулација, дистрибуција, нова дистрибуција до каде, до следнава акумулација овде што е фактички. И тоа е buy модел, sell модел, така функционира liquidity, volatility. Тоа е во позадина. Audi JPY, исто, значи Audi JPY фативме исто прекрасен трейд. Значи бевме во премиум зона, buy side liquidity собрани, преголем fair value gap кај што е ретестан тука. На 1 сат имавме повеќе брейк структури, значи една брексна структура 2, 3, 4. Се што прави затоа цената фрактално, на што вика повторување. Имаме брейк на структура, ретест во fair value gap. Нов брейк, нов ретест. Брейк, ретест. Брейк, еве сме на ретест. Сега ние чекавме екстра конфирмација, односно на Evening Star што го чекавме. Evening Star но се деси во со реакција на EMA, реакција на fair value gap и претходни брейк на структури 1, 2, 3, 4. Значи 4 брейк на структури има. Прекрасен трейд, 2 со 4 се извози. Значи повеќе од задоволни. Исто беше на Audi Cat, али ете, овде имавме повеќе volatility на овој пер. Така да очекувам исто да оди надолу. Значи Audi, имам тука следам на код репорт, Audi како индекс, австралијански долар треба да паѓа надолу. Значи овде паѓа доларов, овде паѓа доларов, така да се потврдува повеќе елементи. Истава приказна од GBP JPY. Previous Structure Point, EMA, Premium, Fair Value Gap, Daily го повторува од Weekly Movementов. Се што треба да чекаме 4 сати. Fake Movement, Break, надолу. Исто сме на, го забележите, на Weekly сме на Lower High, Daily сме на Lower High. Значи, она следниот импулс што треба да го фатиме надолу. Најубав е кога е на почетокот на импулс. Тоа што е за Audi JPY, значи овие три има слична приказна, која што може да видите. GBP CAD. Значи GBP CAD имаме контратренд. Weekly последно ни даде engulfing candle. Со тоа што ни даде engulfing candle, ни даде evening star. Значи очекувам дека следната weekly candle свеќа би била ваква. Но значи ова е потенцијална зона на интерес, друга кај што може цената да реагира, затоа ми е како таргет. Weekly сме bullish овде. Daily сме bearish со оваа структура брейкната еднаш, уште една структура брейкната, се враќаме во ретест на премиум зона. Овде имаме нова зона на интерес кај што има реакција, повторно зона на интерес кај што има реакција. Се што чекаме да се врати во daily fair value gap, да се врати над премиум. 4 сати да ни го дај модело buy side liquidity, може овде реакција на EMA, психолошки левел имаме тука. Значи се што ни треба за сел. Ова е, значи, подруг левел. Еве акумулацијата, што ја кажував акумулација, buy side liquidity, овде имаме дистрибуција. И сега до кај треба цената да дојде до овде. Значи следна е на оваа акумулација да имаме buy side liquidity, пак да имаме дистрибуција до следнава акумулација. Ова што ви го кажував на претходните парови. Само ова е понапред од минатиот пар. Тој беше, мислам, Audi JPY или кој беше, не знам. Audi CAD, значи акумулација да се собери и да одиме дистрибуција. Сега ни треба да наполниме гориво, за да продолжиме за сел. GBP CAD, значи Audi CAD паѓа спрема канадскиот долар, GBP CAD паѓа спрема канадскиот долар, еврото паѓа спрема канадскиот долар, тука имаме назнака дека канадскиот долар има мувмент за нагоре, односно јача канадскиот долар, се потврдува на повеќе парови, така да исто ние како екстра конфлуенс дека канадскиот долар ќе расти, а другиве парови спрема канадскиот долар ќе паѓаат. Еврокет исто контратренд, значи на weekly преголем engulfing candle.
Ова зона на интерес, искрено лево гледав, ми е премногу блиска за да има реакција, значи премногу блиска ми е, ова е price structure point, така да би играле на ова да имаме ретест, daily ни е бериш, се што треба е да имаме ретест. Ако имаме ретест, овде може да заприметите дека имаме fair value gap, овде имаме fair value gap, ако дојде и овде ќе имаме над премиум зона, значи над премиум зона, се што треба е да имаме реакција. Fair value gap, премиум зона, психолошки левел имаме тука, 4 сати имам исто fair value gap, се што треба е да се врати, мала акумулација, buy side liquidity, имаме EMA, да се продолжи за сел. Cut JPY, ако овде овие пајџаја минативе парови спрема кат, овде кат оди нагоре. Значи штенна потврда дека канадскиот долар треба да расте, не да лава. Ке JPY ми привлече вниманието, имаме брейк на previous structure point, односно на претходната структура high имаме брейк. Се затвораме над овој body candle, над овој high. Со тоа ни дава назнака дека weekly е bullish. Автоматски имам тука зона на интерес, кај што е брейкната. Имаме, сега на daily имаме пин, доджи. Доджи пин, значи следниот ден чекаме да се врати цената. Односно, овде имаме fair value gap и EMA. Ако имаме доджи пин, значи следниот кендел треба да е сел. Ако следниот кендел е сел, тоа значи дека во понеделник чекаме ретест на зона на интерес, ретест на EMA, ретест на fair value gap, може и подлабоко овде ретест на previous structure point да ни дај. Автоматски овде дисконто е надолу, односно е подолу дисконтов од ова, значи може да имаме реакција за дискаунт, може да немаме. Не е морално да чекаме, или fair value gap и зона на интерес ги чекаме. Истото, 4 сати sell side liquidity да ни собери, овде имаме отворен fair value gap кај што нема ретест, така да ако се врати до тој fair value gap ни собери sell side liquidity, автоматски, како што реков, лево имаме previous structure point, може да реагира на незе, на fair value gap, во дискаунт и да одиме за buy. Тоа што се однесува до канадски долар со јено. GBP NZD исто ми привлече внимание, зашто, значи, во оваа зона, на daily зона сме задржани скоро 2 недели. На weekly имаме пин барови, значи 1 пин бар, 2 пин бара, 3 пин бара. Овој пин бар ми привлече внимание, пошто е контра од овие два, односно би го таргетирал да се потполни со body candle свеќа, односно што значи тоа да играме buy. Зошто? Пошто немаме некоја страшна зона на интерес овде за да одреагира мислам имаме страшна зона или ова овде да беше, да речам, пимбар обратен, не би го таргетирал за сел, пошто имаме страшна зона лево, кај што реагира. Овде, значи, тргнала ценава нагоре, она што кажав, крај на месец, немаме доволно сила, се враќа повторно да реагира во зона на интерес. Се што е следно, почеток на нов месец, вести, волатилити имаме, сакам мало задржување, да го наполниме горивото со sell side liquidity, ако ни дај, нормално. Може да влезиме дипер, значи подлабоко да собериме sell side liquidity, entry сигнал buy. Ова е доста добра зона кај што ценава одреагирала и налево има buy, значи скрос налево има и на weekly, на daily се поклопува. Доволно ми е тука да видам еднаш, 2 пати, 3 пати одреагира на и овде веќе цела недела реагира околу таа зона. Брейк, повторно е на ретест. Значи, што чекам? Мал мувмент сел надолу, 4 сати фейк мувмент ако ни дај. Ако имаме поголем displacement и ни дај над ова структура брейк, тоа што чекаме, ретест во fair value gap и продолжуваме за buy. Ми привлече внимание за на интерес, така да би ја играле. И еврото, значи 2 недели уназад го чекаме за сел. Daily немаме брейк, се уште на структура, или 4 сати би чекал да имаме реакција во buy side liquidity, да собериме да имаме реакција во оваа зона. Тука на daily имаме fair value gap, на 4 сати е зона на интерес, на акумулација, можности да имаме и подлабок ретест, да собериме овој buy side liquidity, но не ми се верува. Значи фокусум ми е на оваа зона на интерес. Може и ова хајче да биде собрано, ако ни дај entry, влегуваме. Еврото мора да паѓа, значи дефинитивно долар има
ниско ниво на мантли. Се не знам, имам овде, јас да ви покажам само накратко, дали се гледа ова, новиот чарт. Дали гледате нов чарт со код репорт овде со други Не, линии? не, Не? не. Ни. Секунд. А, дали гледате сега? Сега Не. да. 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 Сад ја. Нема да ве буна многу. Ова, значи е код репорт, односно institutional ордери со retail ордери. Секој се контра, retail ордери се слабите трейдери, зеленава линија. Зеленава линија на доларо е булиш. Плавава линија на доларо, односно била бериш. Сам да ви објаснам накратко за да не разбудам. Овде се држи во контуација на булиш. И што прави? Кога има преклопување овде, држете го фокус. Кога има преклопување, тоа значи дека хедж фондоите и големите играчи ода булиш, ритейл трейдериве ода бериш. Во позадина Диксиов на мантли ниво има достигнато многу длабока зона. Значи многу длабока зона. Кај што ритейл, односно хедж фондови и големи играчи, овде може да забележите. Остава лоу и продолжува нагоре. Овде имаме прекршување на трендо, ритейл трейдери ода бериш, големи играчи ода булиш. Што значи тоа? Дека од овој момент Диксиов треба да оди нагоре. Овде не е истото. Кога ќе допра некаква си зона, значи овде допреле сел зона и почнува булиш момент. Плавава линија се секогаш големите играчи, зеленава сме ние малите. Секогаш треба да ја следиме плавата линија, односно големите играчи, пошто тие се хедж фондови, централни банки, ова е код репорт, valuation, ова е валуација на доларот во изминативе години. Значи ова е малце покомплексен дел, што не сакав уште да прикажувам, пошто сме далеку од ова, али накратко како потврда дека доларо индексот треба да оди нагоре, ако оди доларо нагоре, еврото паѓа и обратно. Така да овде имаме како екстра фундаментална конфирмација за она за што се случувало. Имаме прекршување на трендовите, односно ритейл трейдерите одат сел, хедж фондовите одат бај. Тоа ни дава назнака дека ние што треба да следиме? Треба да ги следиме централните банки, хедж фондовите, големите играчи, накратко кажано големите играчи. Ако линијата е прекршена, значи сега моментов од овој месец натаму треба доларот да крева. Според техничката анализа исто треба да крева, според код репорт, односно ова е код репорт е во позадина сите трансакции што се прават овде, buy, sell, се што се врши компјутерски, негде треба да биде запишано. Овде има, например, достапно јавно пред сите, кај се позициве на сел, кај се позициве на бај на големите играчи. Ова важи само за фьючерс и индексите, не важи за валутниве парови, за форексов не важи. Али ако си паметен, значи кај што има евро, долар, кај што има само евро, можеш да го искористиш од индекс информацијава, односно од код репорт, код индекс и ова valuation, да искористиш и на паровите. Така да ова е екстра конфирмација дека доларот од овој момент треба да почне да расти. Сега тука има една друга препрека, да речам, или неизвестност. Трамп со неговава политика што ќе прави, како ќе прави, или сакаш техничката анализа дава назнака, а вестите и фундаменто ја следа техничката анализа. Така да земете како екстра конфирмација, или сме далеку од ова да го учиме. Уште и јас го проучувам горе долу. Значи, со тек на време ќе навлеземе и во овој дел. Така да, што се однесува до маркет анализата и што гледаме за ова недела е толку. Ако имате прашање, слободно прашајте. Ако немате, се надевам дека ќе имаме убав викенд, кој што имавме минатиот викенд. Така да, ако има прашање, слободно прашувајте. И што мислење имате за шамава наша што повеќе сака да гледа бака прасе отколку нешто едукативно што може и да заработува? Дали имате некаков коментар? Што сте тивки беше се устрамивте?
Коментар нема. Не сме Нема, жално е, спремни. значи Нема жално е. како коментар Жално да е. коментираш. Стварно е жално. Правиме заедница, се трудиме, значи да се помести малце зоната на комфорт, да се помести малце онај лош моментум на младинава на нашава генерација. Не знам. Пак ќе кажам, што е до мене, јас можам и сам да оправам ова. Значи, воопшто да не се замарам, да се стресирам како ќе биде, што ќе биде, па да презентирам, па да се трудам, али се надевам дека ќе се пробудиме како нација, како младинава, поготово дури се дреми во казино и се коцка, седнете учете нешто, дури седите бака прасе, гледаме онлайн како се како лупа на апарати, седнете, изгледајте, имаме 100 видеа, значи не знам. Малце свест, треба малце да ја крениме свеста и да мислиме малце предприемачки надвор од масата. Пошто стварно е лош период ова што се случува и стварно не знам. Пак ќе кажам, бидете активни, пошто ова нема да оправам до краја на животот. Така да користете дори можете. Понатаму нема да зборувам.